Почитувани гледачи, се наоѓаме во поликлиника Аџиваден Систина во Битола. Телевизија Орбис и Аџиваден Систина продолжуваат со едукативните разговори наменети за вас, почитувани гледачи. Разговараме и третираме на најразлични теми кои што се однесуваат на здравјето на граѓаните. Денешниот разговор го посветуваме на најмладите. Поточно започнуваме со најмладите, меѓутоа ќе се задржиме и на оние повозрастните, тема која што ја третираме со ортопед доктор Маја Каличанин Марковска. Тема која што е многу осетлива, некогаш не се обрнува доволно внимание, меѓутоа последиците што се може да стани, останете со нас и ќе дознаете. Доктор Марковска, превентивните ортопедски прегледи се од големо значење за целокупното здравје на пациентите. Во оваа прилика би сакала да започнеме со оние најмладите, со доенчињата. Кога треба да се направи првиот ортопедски преглед на клопчињата, затоа што тие се можеби меѓу најбитните работи што треба да се направат при самиот раст на бебето. Така. Добар ден пред се, поздрав до вас и вашите гледачи. Ке кажам дека навистина се многу битни тие први ортопедски прегледи. Всушност првиот преглед би требало да се направи уште во родилиште. И ние во нашата клиника тоа го практикуваме. Значи, јас ги прегледувам сите деца родени во клиниката Аџиваден Систина во текот на престојот во родилиште, значи во тие 3-4 дена додека се кај нас, и се дава препорака на мајките за тоа како да се однесуваат, да кажам, со бебињата, што треба да се прави, зборуваме малку околу начинот на повивање, што треба да се земе од витаминотерапија, како превентива или како терапија. Значи, така натаму, така да мајките се веднаш запознаени со сите постапки што треба да се превземат. Инаку, да кажам некаков, но тој преглед можеби во сите установи нема услови да се направи, што од техничка причина, што од причина недоволно персонал, кадар, да кажам, обучен. И ние си имаме ортопедски, да кажам, календар кој што треба да се запази во текот на првата година. Така да тој прв официјален преглед би требало да се направи на возраст некаде од 1,5 месец. Или тоа е 6 недели или 40 дена полни. Помеѓу месец и пол 2. Значи најкасно веќе првиот преглед да се направи, затоа што тој ни дава многу информации. Значи за детето, како напредува прво во тежина, во висина, во однос на породувањето, иако и педијатар го следи, меѓутоа и ние на некој начин ги прегледуваме колковите на ехо, значи го прегледуваме локомоторниот апарат клинички и ни дава информација колку во кој правец се развива. Значи доколку има било какво отстапување, во смисол на лесна дисплазија, во смисол на потешки промени како сублуксација, луксација, ако има зафаќање на мекото ткиво, доколку има ограничување во движењата, доколку има деформитет на друг дел, не само на колковите, значи стапалата, прстите, од полесен па или потежок степен, доколку имаме промени на вратот. Едни од најчестите, да кажеме, кај децата се е дисплазијата на колковите, тортиколисот, најчесто позиционен, и уште еден проблем кој што го следиме, да кажеме, е вроденото криво стапало. Сите овие треба колку порано се диагностицираат и колку порано се започне третманот, толку успехот ни е позагарантиран. Значи поминува состојбата без некои големи интервенции, само конзервативно со одредени постапки или вежби, носење на некакво помагало, и тоа релативно за брзо време се разрешува на среќа на детето и на родителите, да кажам, а и на наше задоволство. Така да, значи колку порано се направи тој преглед, толку подобро, да едноставно да кажам дека да треба родителите едноставно да се придржуваат. Не треба тој прв преглед да се одложи на 5 или на 6 или на 7 месеци. Тоа е веќе касно. Ние до тогаш, ако сме го откриле на месец и пол нештото, значи веќе ќе ја средиме состојбата или ќе ја средиме во голема мера. Докторке,
Порано или некако на ортопедските прегледи порано не се гледаше како на нешто од не од здравствена, од здравствените лица, туку од другата страна, од родителите, што од неинформираност, што од незнаење, од X причини, не се обрнуваше доволно внимание на овие ортопедски прегледи. Што се може да се открие со овие ортопедски прегледи? Еве делумно кажав, значи било какво отстапување, ние сега нашата бранша е локомоторниот апарат. Значи секој отстапување што се однесува на коски, зглобови, мускулатура, лигаменти, значи тоа се спаѓа во нашиот домен и ние тоа можеме да кажам да го издиагностицираме. Некогаш е тоа многу лесно и видливо, бидејќи сега многу е видливо, некој ако подкривнува, ако има болка се држи за тоа место, меѓутоа веднаш знаете да кажам каде отприлика лоциран проблемот, меѓутоа некогаш ви треба и дополнително нешто. Не само преглед, треба и ехо да се направи рентген снимка, лабораторија, компјутер, магнет, ЕМГ, значи ги користиме сите ресурси што денешнава модерна медицина ни ги нуди. Како и да е прегледите, не се болни? Не се болни, таман работа, значи нашите прегледи не се болни, дури им се на некои деца пријатни, едино што кога работиме со детската популација, нормално, кога се децата во друга средина или кога ќе се спомене доктор, па тоа им е баук, бебињата не разбираат, но сепак друго лице, нова просторија, не се дома, не се со мама и со тато, сега доктор, некое ново лице им се појавува, знаат да се вознемират, но ние знаеме да си пристапиме. Сега не можеме секогаш така и без плаќање да поминеме, не имаме некогаш и тој момент, но не е ништо страшно. Само не завршив претходно, а реков дека првиот преглед е на месец и пол дена. Понатаму вториот преглед би требало да биде некаде 3-4 месец и имаме уште еден преглед, тој е некаде околу помеѓу 7 и 9 месец. И со тоа завршуваме, да кажам, во првата година, ако е се во ред, нормално ако се открие нешто, имаме и некој екстра преглед. Понатаму би требало детето да се види на 18 месеци, па на 3 години, на 5 години, кога пред да тргне во училиште, понатаму продолжуваат оние систематски прегледи кои што ги има, но секако родителите по потреба, а било што да има од повреда, од нешто ново забележано и така натаму, значи ги советуваме да си побараат на време едномислене. Народски кажано лабави колчиња. Често кога родителите прв пат кога ќе слушнат лабави колчиња на бебето и има еден стрес и прво зошто е тоа така, да не нешто јас грешив, секогаш си ја барат вината и се велат дали е тоа нормално и може ли да се санира сето тоа. Што значи лабави колчиња? И затоа што ако некогаш порано бебињата се повиваја како фишек, нели тоа сега одамна е напуштено, има широко повивање, меѓутоа сепак со модерните пелени, со памперсите и тоа не е доволно за сепак оние кои што имаат таков проблем да полесно да се санира. Така. Што им советувате? Вака сега, значи терминот лабави колкови е најбенигната работа, да кажам, во тие состојби што ги имаме околу колковите. Значи дека колкот се движи во поголем опсек и дека структурите се уште доста еластични и го дозволува, значи, тоа прекомерно движење на колкот, па кога прегледуваме имаме чувство дури понекогаш како колкот да подизлегува од самото место. Но тоа не е ништо страшно, дури и нормално за новородените, а пак кај секое недоносено дете има лабави колкови, затоа што они пред време на некој начин излегуваат од мајката. Но со растот и со созревањето структурите зацврснуваат и детето си добива уреден опсек на движење, таа лабавост се губи и нормално ние ја толерираме до кај третиот месец. Но генерално и кај најголем број од децата, значи таа ќе се изгуби до третиот месец. Може кај некој дете да остане и понатака. Сега конституционално имаме поеластична конституција, значи полабави зглобови, но тоа се исклучоци и кај нив нема никаков проблем да им направи, да кажам, во растот и созревањето.
Сега во однос на повивањето, значи порано, многу порано, значи пред 70-тите години се повивале децата со тесен повој и тоа е навистина неповолна позиција за колковите кога се приближени, значи многу поповолна позиција кога се колковите расширени и за среќа тој начин се прифати после 70-тиве да кажам години. И децата широко се повива и тоа беше памперс, 2 тетра пелени и шведска, така еден обимен убав широк повој. Со текот на годините се виде дека можеби нема потреба да се оди до таму, затоа што тој начин на широко повивање одговараше на расширеноста на помагалата што ги користиме за лекување. Така да, значи сега практикуваме широк повој, затоа што кога се расширени колкчињата, тоа е најдобра, најфизиолошка позиција за развој на колкот. Не само за, да кажам, и покрај тоа што детето нема некој проблем на првиве прегледи, сакаме да имаме убаво формирани и здрави колкови кои што ќе не служат долго во текот на животот, затоа што можеби некогаш некои деца ќе имаат некоја блага, да кажам, дисплазија, неприметена и така натаму, која што со расширеноста може да се реши и тоа ќе направи убав, доволно длабок колк, кој што убаво зглобува и таквиот колк не старее така брзо. Колкот кој што е испуштен, диспластичен, да кажам, имал некаква интервенција и така натаму, е поподложен на покасните години на процесите на старење. Што покажува вашето искуство од вашата работа? Колку овие превентивни прегледи што се прават кај децата од најмала возраст, од бебиња, за токму рано откривање на некои деформитети на не само на колкчињата, сега и на други делови од телото. Забележувате ли родителите дали го почитуваат тој календар се со цел навистина да имаат здраво и право дете? Да, за среќа и во главном да го почитуваат и се придржуваат. Сега има некогаш некои ситуации кај што, да кажам, на почетокот потребна е некоја оперативна интервенција, или се повеќе деца во фамилијата, па сега некако тоа последно дете така полежерно се зема, добро е детето, па не мора ајде понатака. Дури сам ретки се случаевите кога некогаш дури лекар ќе препорача, па не мора толку рано, може тоа и понатаму да се направи. Значи, не треба да се испушта работата. Родителите, кога им се каже, си се придржуваат генерално, значи, на овие препораки и со текот на годините тоа се покажа дека навистина е одлична пракса, затоа што многу помалку чини превентивен преглед или 2-3 превентивни прегледи во првата година, отколку оперативна интервенција, лежење во болница, стресот на страна сето тоа кој што ќе го имаат и детето и родителите. Значи, секогаш превенцијата и оние полесни постапки за лекување даваат резултат. Што е она што во праксата покажува во подоцнежната возраст? На што треба да обрнат внимание родителите кога се однесува ортопедски за здрав скелет, здрави мускули да има децата? Така. А сепак превенцијата да биде застапена на некој начин. Она што како превенција, да кажеме, се кажува кај децата е во зимските месеци да почнеме од витаминот D3. Значи да се зема витамин D3. Редовно по календар, значи бебињата го земаат во тек на цела прва година. Доколку првата година им се падне во зимски месец, значи тогаш продолжуваат со земање додека не дојде лето. Па во тек на летниот период се прекинува земањето и се продолжува повторно од есенски месец, да кажеме октомври ке на септември, уште топол месец. Зошто е важен овој витамин? Овој витамин е од огромна важност, затоа што не само за коските и за мускулите за кои што првично го дававме и се уште го даваме, и препорачуваме да се дава се додека е детето во раст и развој, иако порано беше до 3-та или до 5-та година. Сега одиме на тоа дека и додека се децата во раст и развој треба да се дава, посебно во зимските месеци.
затоа што делува на правилен развој на скелетот, на правилен развој на мускулатурата, има ефект на имунитетот, исто така учествува во најразлични процеси на ензимско ниво, да кажам, во организмот. Добар е, се дава и кај автоимуните заболувања. Значи, тој витамин во последниве години се најдоа многу позитивни ефекти и заради тоа многу почна да се дава редовно во поголеми дози, не само кај најмалите и кај возрастните, посебно кај пациентите од остеопороза кои што се третираат, и таму имаме огромен ефект од него. Така да, значи, еве препораката за витаминот Д оди од најмала до најстара возраст, како превентива, а имаме и лекувачка доза. Понатаму, значи, кај децата апел за спортување. Децата се сега од најмала возраст пред компјутер, пред таблет, пред телефон, во школо, на разноразни курсеви, кај што се доста голем дел од времето врзани на столче, на маса или на кревет со сите тие справи, со во неправилна позиција, неправилно држење и така натаму. Значи, децата треба да се тргнат малку од сето тоа, малку повеќе да се обрне внимание на спортување. Кои се последиците од таквото неправилно држење? Од неправилно држење последицата се знае, секогаш шрбетот страда. Значи, децата кога се помали немаат видлив, да кажем, или на преглед немаат деформитет структурен, анатомски, но ги забележуваме дека позицијата почнува да ја менуваат. Значи, имаме на позициона кифоза, спуштени раменици, повиени према напред, значи некое неубаво држење, или пак на една страна наваленост или на друга, како сколиотично држење, ради ташна носење на една или на само на една страна, или таков начин на седење, таков начин на работа. Или за претешките ранци веќе на неколку пати, да кажам, сме зборували во други прилики, на вистина се претешки ранците. Не знам дали има потреба сето тоа така, сигурно има начин да се тоа малку улесни за децата, да може да биде тоа прилагодено за нивната возраст. Значи, не мора детето уште од прво оделение да има, да кажеме, за еден предмет 2-3 тетрадки. Може би една тетрадка која што ќе биде поделена на домашни, така натаму наставниците исто ќе си дадат придонес во тој дел. Овие деформитети што настануваат на рбетот, претежно на рбетот, доколку се забележи, како и секоја болест, предпоставам, доколку се забележи навреме, може ли да се исправи и рбетот? Може, значи, поготово кога сме во оваа како предфаза, да ја наречам, пред деформитетот е неправилното држење, неправилниот став. Ако тука поработиме, значи, на физичка активност или на насочени вежби за јакнење на грбна мускулатура, за јакнење, значи, за правилно држење, кај што детето ќе го усвои тој став за правилно држење, кај што ќе ги научи вежбите и ќе ги вежба, да кажеме, во континуитет, не само на физикална, туку и дома, во голема мера, посебно во предпубертетска и пубертетска возраст, можеме да постигнеме подобрување или враќање кон нормала, затоа што деформитет или преддеформитет да има, додека се во пубертет, раст и развој, можеме нешто да направиме. Кога веќе ќе се заврши растот, веќе постапките ни се поограничени, ефектот ни е помал. На нешто можеме да работиме, меѓутоа. А какви се последиците? Последиците се, ако не се прави, се, значи, болки во грбот. Најчесто деца сега од се помала возраст почнуваат да се жалат на болки во грбот. Значи, болка околу плешката, болка околу рамото, болка во вратот, болка вдолу шрбетот, болка во крстот, па дури некогаш кај обезните деца и вистинска лумбоишијалгија, вдолж ногата, например, баш со потполна цела симптоматологија. Па дури некои се жалат на главоболки, благо гадење, повраќање, значи ако има некаков проблем со вратниот дел од рбетот и така натаму. Значи, има последици од сето тоа. За среќа, како да кажам, детскиот организам е се уште податен за работа и може многу да се направи и треба да се искористи тој период. Што се можете и какви се услуги од ортопедска страна може да послужи вашата клиника?
Значи вадим систина. Па и покрај тоа што сме двајца ортопеди, покриваме лекари да кажам, покриваме голем диапазон од работата ортопедска. Ке кажам, почнувајќи од прегледите во родилишта, прегледите на мали деца, на бебиња да кажам, до прва година ортопедски, значи со ехо на колкови. Понатаму работиме, значи нормално со деца во раст и развој, школска возраст, со деца во пубертет. Работиме, значи, оперативниот дел, колегата тука е повеќе експониран, значи имплантација на тотална протеза на кол, тотална протеза на колено, други оперативни интервенции кои што се потребни за локомоторниот апарат, шака, стапало, да кажам, се нешто што ќе, да кажам, што ќе дојде, што ќе се случи. Исто така покриваме остеопорозата, значи имаме апарат во клиниката во Скопје, дензитометар, каде што се мери густината на коската, се дава, се чита резултатот, терапија се ординира, се следи пациентот. Понатаму, значи генерално се од прегледите ортопедијата што покрива на мускулоскелетниот систем, значи сме обучени, спремни да дадеме услуга. Предпоставувам и ги имате сите оние ваши помагала, техниката така, за да се постави правилна диагноза. Така е, да. Така е, значи се она што вклучува и подршка од другите одели, посебно од оделението за рентген, кај што им користиме од обична рентген снимка до компјутер, до магнет, до новиот магнет 3 Тесла што е сега. Колегите од неврологија, доколку ни е потребно, имаме исто соработка, значи ако треба ЕНГ да се направи консултативен преглед, неврологија, неврохирургија. Нормално со нас соработуваат колегите травматолози и ние со нив, така да и во тој дел сме покриени. Докторке, за крај еден совет повторно за превенцијата, да го завршиме нашиот разговор со превенција. Колку дневно е потребно физичка активност и која храна вообичаено да се конзумира, за сепак да имаме здрави мускули и скелет? Така, за мускулите и скелетот битни се витаминот Д, па ќе кажам и протеините. Така да, се што е овоше зеленчук има по некој витамин, минерал што е потребен на организмот. Физичката активност најмалку 20 до 30 минути на дневна основа би било одлично ако може да се практикува. Па ако не биде секој ден, барем да биде 2-3 пати во неделата. Значи да се малку тргнеме од тој седечки начин на живот. Информациите ќе ги добиеме и без компјутерот, да кажеме, некогаш, значи треба малку и на себе да посветиме внимание, тоа е, значи, вложување во нашето здравје или во здравјето на нашите деца. Па макар да е пешачење или еден програм на вежби кој што во домашни услови би можел да се изведе. Да не оставаме ништо на случајностите, значи. Па и да не оставаме ништо на случајноста, да. Докторке, ми останало само да ви се заблагодарам за разговорот. Се надевам дека во идниот период ќе имаме повторно прилика да проговориме за некоја друга конкретна тема. Така, се надевам и јас, ви благодарам. Почитувани гледачи, се надевам дека успеавме да го задржиме вашето внимание со денешниот разговор. Почитувајте ги, применувајте ги советите од здравствените лица, затоа што ако немате здравје, тогаш немате ништо. До следното видување ви посакувам секое добро.